Во време за пари, во утрински брифинг, доктор Бранимир Јовановиќ, универзитетски професор, екс-советник на министерот Тевдовски, припадник на една авангардна партиска левица, потоа дистанциран од неа, сега економски аналитичар. Ви благодарам што дојдовте. На почетокот, Јовановиќ, вчера го имаме извештајот на ММФ. Освен прогнозите што се приближно на Народна банка и на владата дека 3,4 ќе има пораст на бруто општествениот производ, што е за 0,2% помалку од прогнозираните 3,6 или предпоставените. Има критики за растот на пензиите и за минималните плати. Зошто е тоа така? Дали е тоа ригидноста на ММФ кон водењето на една поактивна макрофинансиска политика или поради можноста од дефицити во буџетот и во платниот биланс? Да, па растот на пензиите може да се објасни со стандардно гледање на ММФ. Знаете дека АМФ на англиски, кретенката, многумина ја нарекуваат онака на шала, на шега, it's mostly fiscal, односно пред се е фискално. И растот на пензиите предизвикува зголемени фискални трошења, односно продлабочување на дефицитот, на фискалниот дефицит. И затоа ММФ се противи на тоа, затоа што ММФ пред се секогаш се грижи за некој си балансиран дефицит на државата. Каков е вашиот став за тоа? Мојот став за пензиите, за ова адхок зголемување на пензиите, дека не беше потребно, затоа што владава пред година и пол направи пензиска реформа, со која што практично направи формула за зголемување на пензиите секоја година, така што немаше потреба според мене за натамошно адхок зголемување на пензиите. Но во очи на изборите од оваа година, на некој начин е разбирливо од гледна точка на политичка економија, разбирливо е што владата се решава на такво нешто, затоа што секогаш владите во изборна година се трудат да добијат што е можно повеќе гласови и еден од најсигурните начини за тоа е преку зголемени пензии, затоа што тој електорат најмногу гласа. Нема што да прави, излегува на изборите. Јас лично сепак сум против таа мерка, затоа што тоа сум го критикувал уште пред години кога ВМРО беше на власт со истите аргументи дека тоа е популистичка мерка, но популистичка во онаа лоша смисла, не во позитивната смисла на популизмот. И затоа мислам дека е лош. Што се однесува до минималната плата, ако може само да искоментирам, тука мислам дека доаѓа до израз конзервативноста на ММФ. Растот на минималната плата според мене беше најдоброто нешто што го направи оваа влада. Сега најновата минимална плата е 14.500 денари. Во програмата на владата е наведено дека во 2020 година минималната плата ќе биде 16.000 денари. Што значи дека ни растот што беше ветен пред 3-4 години не е стигнат, така што не може да се критикува, тоа све беше најавено и беше очекувано. Второ прашање што треба секој да си го постави е дали може да се живее во оваа држава со 14.500 денари месечно. Не може да се живее и затоа минималната плата треба се уште да расте. И она што ММФ го греши во нивната анализа, има цела анализа во тоа што го објавија вчера, тоа е документ од 80 страни, имат анализа со бројки, со показатели, што се случува и слично, но она што им фали во целата анализа е дека профитабилноста на компаниите во оваа држава е многу висока. ММФ вели дека не треба да расте минималната плата премногу, односно таа треба да расте оноку колку што расне продуктивноста на работниците, но заборава дека во целата приказна има една друга компонента, а тоа е профитабилноста на фирмите. Македонските фирми се многу профитабилни, најпрофитабилните во Европа. Профитите на компаниите во оваа држава се повисоки од платите на работниците и тоа е една перверзна ситуација која што не му годи на никого освен на мал број на луѓе кои што ги поседуваат тие фирми и затоа минималната плата и сите останати плати треба да растат се додека не се постигне некоја поправедна дистрибуција во тој поглед. Мислите дека тоа би бил притисок на менаџерите и на предприемачите за малку поравноправна распределба на своето богатство кон работниците? Дотолку повеќе што им виси како Демоклов мач недостиг на работна сила и тоа на квалификувана и квалитетна работна сила. Нема никаква дилема околу тоа. Дури ако ги погледнете официјалните податоци, просечната плата во оваа држава последниве 3 години, да кажеме откако е оваа влада на власт, е зголемена за скоро 3000 денари. Беше 20 и нешто илјади, последниот податок е 25.700, значи тоа е раст од скоро 3000 денари, што значи дека голем дел
од профитите на компаниите сега е редистрибуиран кај работниците. Но ја би кажал недоволен дел, затоа што балансот беше отприлика пред оваа влада да дојде 1:1. Односно компаниите профитите на компаниите беа за нијанса поголеми од платите на работниците и сега ако имате вие раст на плати за околу 10-15%, значи дека малку можеби платите ги надминале профитите, но сепак тој сооднос е неповолен. Соодносот треба да биде 2:1 во корист на платите, кај нас е во моментов отприлика 1:1 или можеби за нијанса нешто повисок кај платите во однос на профитите. Растот на профитите и кумулацијата на профитот во одредена тесна групација, иако во Македонија нема проценки колкав број на предприемачи или личности поседуваат соодветен однос на богатството. Новинарски написи велат дека 4,5% или 5% од граѓаните поседуваат 78-80% од вкупното богатство на... Меѓутоа, тука нема екзактноста. Дали тоа оди во правец на реафирмација на вашиот став и на Тевдовски дека е грешка што прогресивниот данок е напуштен и се врати оваа влада на така наречениот рамен данок. Апсолутно, апсолутно. Токму тоа е целата приказна со економијата, со нашата економија, односно ние како држава не сме толку сиромашни. БДП по глава на жител овде е околу 5000 евра годишно, односно секој човек има секој месец околу 400 евра. Секој човек, не секој семејство, што воопшто не се мали пари. Што проблемот е што тоа богатство, односно тој доход е неравномерно распределен. Односно, оние што се најбогати заработуваат многу повеќе од останатите, а оние што заработуваат помалку заработуваат многу малце. Имате перверзија од типот 20 и нешто проценти од населението, односно 450.000 од населението живеат во сиромаштија, а од друга страна најбогатите 1% живеат во просек секој месец со 5000 евра. Ненормална работа. И не е само тоа, погледнете било кој други индикатор во оваа држава. Премногу се големи изразени социјалните разлики и тоа е ситуација што нема одговара на никого. Можеби им одговара на краток рок на оние најбогатите затоа што тие имаат корист од тоа, тие имаат моќта и политичката и секаква моќ во државата, но и на нив не им одговара на долгорок затоа што тоа ја уништува државата. Затоа и луѓето се селат од овде. Нема кој да остане да живее по некој време. Јовановиќ, со оглед на фактот дека како тандем со екс-министерот Тевдовски државте оваа социјалдемократска варијанта на порамномерно распоредување на профитите и на богатството. Сепак, таа неполна година дена од важењето на прогресивниот данок не донесе покачување на така наречениот Джини коефициентот на сиромаштијата и тој се сведе на 0,5%. Во меѓувреме се појавија сериозни критики дека значаен дел од менаџерско-предприемачката групација во Македонија под притисок и страф на по-радикално оданачување ги прелеа парите преку сметки на Косово, на други банкарски конта во странство. Да, значи не се издржани овие аргументи, што се однесува до Джини коефициентот, се уште не е ни завршена годината, односно не беше завршена годината кога се изнесува тие бројки, за да може да се даде подобра оценка, но и тие бројки што беа изнесени говорат во прилог на тоа дека мерката беше добра, затоа што тие бројки што беа кажани од Министерството за финансии беа дека Джини коефициентот се намали за 0,6% поени за 6 месеци. Пазете, за цела година може ќе се намали уште повеќе, што воопшто не е малце. 1% поен намалување на Джини воопшто не е малце, тоа е сериозно намалување. Например, толку беше намален Джини коефициентот со порастот на минималната плата во 2017 година. Така што тоа воопшто не е малце, а што се однесува до тоа дека менаџерите ги селеле фирмите или отварале сметки во странство, ја не видов ни еден показател за тоа. Знаете, јас сум сериозен, односно се трудам да бидам сериозен истражувач како економист, јас секогаш моите анализи ги базирам на податоци. Јас сакам да видам податок за тоа колку луѓе го направиле тоа. Ја не видов ни еден податок за тоа. Од друга страна гледам податок дека буџетските приходи се повисоки од тоа што се очекуваше. Ние проектиравме дека ќе имаме дополнителни 25 милиони евра како резултат на реформата. Во првите 11 месеци тие податоци ги видов, имаме дополнителен раст од 35 милиони евра. Значи само во првите 11 месеци вие за скоро 50% остварувате повисоки приходи. Немате апсолутно никаква логика нема во тезите дека менаџерите отварале сметки во странство или што отварале сметки, приходите ќе бидат пониски од тоа што се го проектирале, не повисоки. Така што мислам дека поентата е многу, приказната е многу едноставна.
Прогресивниот данок беше ефективен, ги даде мерките и токму тоа им сметаше на компаниите, затоа што тие го плаќаат цехот, не се намалија платите на тие што заработуваат над 1500, напротив, тие плати остана исти, се намали профитабилноста на компаниите и тоа им сметаше на компаниите и затоа толку инсистира веројатно малку ми делувате контраверзен. Се велите дека се намали профитабилноста, сите податоци покажуваат дека расте профитот кај компаниите. Каде гледате? Значи гледате, ние имаме висока профитабилност како држава. И таа профитабилност веројатно се уште расте органски, онако гледате фирмите што работат, нивната профитабилност расте. Но дел од таа профитабилност сега се прелеа кај државата во вид на данок, на повисок данок поради прогресивниот данок. Значи зборам за тоа, од тие дополнителни приходи, профити што ги имаат компаниите, мал дел се префрли кај државата, 30-40 милиони евра. И тоа им сметаше на компаниите. Тие не сака 30-40 милиони евра да ја дадат на државата, туку сака тие пари да останат кај нас, кај нив. Имате предвид дека тука станува збор само за неколку компании. Не зборуваме ние тука за стотици илјади компании во држава, тука станува збор за стотина фирми, големи фирми кои што имаат менаџери и вработени на кои што им даваат плата на 1500 евра. Колку луѓе вие знаете во државата што имаат толкава плата? Нема многу. Значи тоа се или банките или големите компании, овие што се од монополските дејности, баш оние олигарсите што се нарекуваат и затоа на нив сметаше толку. Не сака едноставно да дадат малце повише за државата, за граѓаните, туку сака профитите се ги задржат кај нив. Затоа и го сменија стариот министер, доведува практично марионета на негова позиција, која што практично им го испорача се она што тие го барат. Мислите дека условно кажам, притајаниот конфликт меѓу Заев и Тевдовски произлезе токму околу овој концепт на даночната политика? Или се криеше опасноста дека цврстиот Тевдовски може да ја наруши концепцијата за сетот популистички мерки пред изборите? Никош немало конфликт помеѓу Заев и Тевдовски, тоа морам да го кажам. Сум го кажал неколку пати, но морам и сега да го повторам. Јас сум присуствувал на средби помеѓу нив двајцата, секогаш кога сме ги носели овие работи. Ја никош не сум видел конфликт помеѓу нив двајцата. Јас затоа и се зачудив кога беше објавено, кога ми кажа всушност дека ќе го смени, дека ќе биде сменен Драган, затоа што тие секогаш има одлична соработка. Немало никогаш ни повишен глас ни ништо. Има прилично добра соработка. Така што никош тука не немало може да повишите гласове. Па некои можат. Имаше конфликт на една друга релација тука, тоа е релацијата вице-премиер Анѓушев и министер Тевдовски. Тука имаше конфликт и мислам дека тоа на секој му е јасно. Дали смената на Драган беше на Тевдовски беше поради тоа што поради нешто лично со вице-премиерот Анѓушев, не можам да кажам. Ја всушност не ги гледам работите лично, ја ги гледам на база на принципи. И сметам дека смената на Тевдовски и доведувањето на Ангеловска на негова позиција и сите мерки после тоа што беа донесени, како замрзнувањето на прогресивниот данок и слично, се дел од свртувањето на приказната за економските политики. Значи бевме на лево, со години зборевме дека треба да се иде на лево, го критикувавме ВМРО и почнавме да носиме такви политики и сега одеднаш се свртевме на десно. Тоа е проблемот. Не е тука приказната за Кочо, за Нина, за Драган, за Заев, не е тука приказната за лица, туку приказната е за тоа какви економски политики ќе водиме. Потребни ни се економски политики што се за обичниот човек, за сиромашните, за граѓаните, за работниците, а не економски политики што се за богатите и за олигарсите. И тоа мора да го сватиме и мораме еднаш веќе да почнеме по тој пат. Бранимир Јовановиќ, во утрински брифинг завршуваме со прашањето околу привременото враќање на рамниот данок, бидејќи СДСМ и ова влада не се откажува од евентуално прогресивниот данок, но она што во интервју овде со професорот Трајко Славски, кој е сега гуру на програмата на ВМРО ДПМН, тој вели дека ако дојдат на власт, рамниот данок ќе го вратат од времето на Груевски, тоа е 2008, и ќе го намалат од 10 на 9%. Што е таа политика тогаш? Практично јас би бил изненаден доколку слушам нешто различно од страна на ВМРО, затоа што ВМРО нешто паметно не ни може да каже, иако јас го почитам професор Славски, сепак ова не е негов личен став, ова е став на партијата од која што тој доаѓа и воопшто не ме чуди што излегуваат со такви ставови, затоа што нешто паметно не можете да слушнете од нивна страна, никош не сме ни слушнале. И ако се направи тоа што тие го заговара, тоа само ќе значи намалување на приходите во буџетот, и тоа сериозно намалување, и ќе значи зголемено задолжување, практично
оно што го направија тие во 2007 година, кога 2006-2007 кога дојде на власт, кога го донесува рамниот данок, и тоа значи враќање на тој стар пат на раст на јавниот долг. Тоа се политиките што ВМРО ги носеше, ги водеше и што можеме да очекуваме да ги води, односно политики на зголемување на јавниот долг и на непродуктивно трошење. Благодарам. Бранимир Јовановиќ, универзитетски професор, економски аналитичар, гостин во време на пари на утрински брифинг.